Здраво, јас сум Медијана. Имам 4900 пријатели на Facebook, околу 5100 следбеници на Instagram и 7000 претплатници на мојот YouTube канал, а нивниот број се зголемува со само едно отварање на социјалната мрежа или компјутерот. Но во реалноста и не е баш така. Не се знам со сите, но ги имам моите пријатели од драмско, моите пријатели од факултет и моите пријатели од медицинско. Со нив не се гледам секој ден и не секој ден се смееме заедно гушнати, но имаме Facebook група каде што постираме стикери, ставаме смајлиња и знаеме да си пратиме по некое гифче. Но да не зборувам за тоа е сосема друга тема. Денес сум тука за да ви објаснам за онлайн животот. Социјалните мрежи не воведуваат во еден виртуелен простор каде што нам се ни е достапно. Социјалните мрежи не ги користи само младата популација, ги користи мајка ми, татко ми, вујна ми, вујко ми, па дури и баба ми има Facebook. И можам да се кладам дека ако Facebook беше држава, ќе беше прва по населеност, а веднаш по неа ќе следаа Кина и Индија. Што представува онлайн животот? Мојот хумор, моите ставови и интереси ги споделувам преку направен YouTube канал на кој имам одредени претплатници кои ме следат. Нивниот број постојано се зголемува и јас морам да внимавам што зборувам, бидејќи влијам на нив. Истото го правите и вие со вашите објави, слики, чекинзи, каде сте и со кого сте и влијаете на вашите пријатели, рекламирате одредени кафичи или одреден бренд на облека кој го носите. Но вие не внимавате на вашата безбедност, велејќи си, да бе, баш на мене ќе ми се случи такво нешто. Јас не велам да уклучите parental control. Го велам поодговорно да ги споделувате вашите информации на социјалните мрежи. И уште ова, пред да направите селфи, сетете се дека не секој размислува на вас и ги чепка вашите лични податоци. Вие се обраќате на имагинарна публика, односно публика која не ја познавате. Во реалниот живот не сме секогаш подготвени за ново фотографирање, а самодовербата и сигурноста не се стекнува со уште една фотографија помината низ филтрите на вашиот смартфон.